На површините на Институтот за ориз во Кочани беше организирано традиционалното рачно зажнејување во рамки на манифестацијата Денови на кочанскиот ориз. Членови на Сдруженијето на пензионери од Кочани со срб во рака и со благослов за добар принос ги ожнеја првите снопови и официјално го означија почетокот на овогодишната жетвена сезона. Да бидеме живи и здрави, да имаме среќу у животот, да има мир, да има соживот меѓу луѓето. Денешниот ден е ден и празник за Кочани и за кочански ориз и за кочанското бело злато. Да има добар род, да има добар откуп и добра цена. Да бидеме живи и здрави за ново години и на здравје. Амин. Поради трагичниот пожарот пред 6 месеци, овогодишното зажнејување беше символично, без присуство на гости и официјални делегации, како и без музичка програма. Присутните на настанот ги поздрави ВД градоначалникот Венко Крстевски, при што го додели и признанието за најдобар оризопроизводител, што го доби Ленче Стојанова. Ова манифестација Денови на оризот, која представува обележување на вековна традиција, која што е исклучително важна за Кочани и за нашиот регион. Оризот, белото злато, по старите генерации најдобро знаат, посебно оние кои што живееле во Југославија, дека Кочани како најголем производител на оризот во Источна Европа своевремено ја снабдувал за потребите цела држава. Во денешно време, за жал, таа традиција полека се губи, меѓутоа има позитивни примери, како што е Ленче Стојанова, на која во оваа прилика сакам да ја честитам заслужено добиената награда и да ја посекам успеси во понатамошната работа. И ова представува вистински и позитивен пример дека и жените имат свое место во земјоделието и дека тие се пример дека можат рамноправно со мажите да се борат на секое поле. Ова е одлуката за најуспешен оризопроизводител. Благодарам. И уште еднаш честитки и да ви посакам успеси во понатамошната работа, да бидете светол пример и за другите жени да го следат вашиот пат и да се надевам дека следните години ќе имаме што е можно повеќе плодни години во оризот и подобра откупна цена, се разбира. Наградената Стојанова нагласи дека признанието е дополнителен мотив за да продолжи со земјоделство и да постигнува што подобри резултати. Се занимавам со земјоделие повеќе од 2 децении. Обработувам површина под ориз околу 20 хектари. Оризот е една благородна култура која што ја обработуваме со генерации, ја имам наследено од моите предци кои што исто така се занимавале со ориз и должност ми е да ја пренесам и на моите идни поколенија. На рачното зажнејување на оризот присуствуваа и неколку земјоделци кои дошле да проверат дали нивните ниви се подготвени за жетва. Па треба да биде, да се надаме со повеќе труд и работа, ќе биде. Само ќе биде мачно. Многу вода, многу дожд падна. Така да тие семеја Андрејата, конкретно повисоките, ќе попаѓат. Потешко ќе се жнеат. А тие што се поситните, пониските, тие ќе нема проблем. Ако даде до 800 кила, ако даде ќе биде голем успех. Над 800 супер, меѓутоа ќе видиме. А препаратите за прскање и самите не знаеме од каде се, шо се. Прскаме еднаш, прскаме 2 пати и се откажеме. Просо е неуништено, трава има, така да сме многу разочарени. Тука треба да се води сметка за препаратите за прскање. Да не се продават по гаражите, по шталите, него да се има институција која ќе гарантира за квалитетот на препаратите. Во рамки на настанот, професори од земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев го представија проектот Карбоника, јаглеродна иницијатива за климатски отпорно земјоделство. Јаглеродното земјоделство е научно докажан и практично применлив пристап за
подобрување во оваа насока, односно за адаптирање на земјоделството кон климатските промени. И во комбинација со одредени иновативни практики допринесуваат за намалување на емисијата на стакленички гасови за време на производството на земјоделските култури, односно допринесуваат за зголемено зафаќање на стакленичките гасови и нивно складирање во почвата и во биомасата. Неколку од најклучните практики, како што се ротацијата на културите, редуцирана обработка на почвата, примена на покривни култури, здружени посеви и особено би го потенцирала управувањето со остатоците од земјоделските култури. Подршка во организацијата на овогодишното рачно зажнејување дадоа и членовите на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари, а за присутните на настанот беа подготвени специјалитети од Орис. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.